силата на овие партии ја диктира таа политичка динамика. Ако би излегле сами или евентуално без некоја поголема коалиција, веројатно не би можеле да освојат премногу пратенички места, заради тоа што релативно представуваат заедници кои се мали, и нужно е заради тоа што ние немаме загарантирани места за етничките заедници во собранието, нужно е да се приклонат кон поголеми коалиции во кои ќе може да помени по некој нивен пратеник. И затоа во принцип настанува и таа потреба од предизборни коалиции. Она што малце прави девијација во целата работа е што овие партии на помалите етнички заедници гледаат секогаш да се со победникот. И често менуваат страната, односно често ја бираат страната на некој политички помоќен и попредставен во собранието или кој има најголема шанса да направи влада, условно да кажам. Така да тоа малку да речеме ја диктира еден политички динамизам кој е прилично детерминиран во таа смисла, со многу мал број на партии на овие помали етнички заедници кои на пример остануваат долгорочно лојални на одредена коалиција. Нормално кога представувате една помала етничка заедница и потребите на таа етничка заедница, нормално е да сакате да бидете дел од власта секогаш, да фатите приклучок, што да може да биде малку изморувачки за овие партии. Тука има еден друг проблем на етничко претприемништво. Тоа се нарекува токму така во политичката теорија. Етничкото претприемништво во суштина значи навидум представување на интересите на определена етничка заедница, всушност представување на интересите на потесна група на луѓе кои припаѓаат на одредена политичка партија во некакво име на таа етничка заедница. Јас мислам дека можеби најеклатантен пример за такво нешто беше, иако нели за мртвите се најдобро велат, беше Амди Бајрам. Тоа беше дефинитивно, јас мислам, символот на тоа етничко претприемништво, каде што во принцип вие велите дека представувате определена етничка заедница, меѓутоа профитот од представувањето не го добива етничката заедница, го добивате вие. Така да многу е тешко да се разликува каде престанува таа символичка борба за одредени права на одредена помала етничка заедница, а каде почнува тоа етничко претприемништво и тој тип на битка за профитирање врз база на таа идентитетска приказна.